Судењето на музичарот Шон Диди Комс или Пи Диди обвинет за злосторничко здружување, трговија со луѓе и транспорт на луѓе преку државните линии заради проституција ќе започне в понеделник денеска. Според обвинителите, повеќе од 2 децени, основачот на музичката издавачка куќа Bad Boy Records, некогаш мегапопуларниот рапер Пи Диди ја користел моќта и престижот стекнати со градење на хип-хоп империја за уништување на млади животи, пренесе AP. Обвинувањата вклучуваат оргии поттикнати од дрога, каде жените биле принудувани да имаат секс со машки проститутки, додека Диди го снимал сето тоа. Повеќе сведоци тврдат дека Копс ги заплашувал луѓето да ги замолчат, користејќи насилство. Тој призна една точка за насилство, јавен напад на неговата поранешна девојка, пеачката Кеси, а неговите адвокати тврдат дека останатите обвинувања се лажни. Иако десетици луѓе го тужеа Копс за злоупотреба, ова судење ќе се фокусира на тврдењата на 4 жени. Една од нив е Кеси, која поднела тужба во 2023 година, тврдејќи дека Копс ја злоставувал за време на нивната 10-годишна врска, вклучувајќи физичко малтретирање и силување. Копс беше обвинет минатиот септември и оттогаш е во федерален затвор во Бруклин. Изборот на поротата е закажан за понеделник во Федералниот суд во Манхетен, а сведочењето би можело да започне следната недела. Доколку биде осуден по сите точки, Копс се соочува со неколку години затвор. Дејвид и Викторија Бекам споделија фотографии од прославата по повод неговиот 50-ти роден ден, но на нив недостасува нивниот најстар син Бруклин. Во заедничка објава на социјалните мрежи напиша: "Создаваме посебни спомени со семејството и пријателите, ве сакаме сите", при што ги означија синовите Ромео и Круз, а името на ќерката Харпер го вклучува како ознака. На фотографиите Викторија и нивната ќерка Харпер, која има 13 години, носат исти темно сини свилени фустани, а Дејвид, Ромео и Круз се облечени во црни свечени одела. На неколку слики тие позираат пред автомобил, а на една Дејвид нежно ја бакнува Харпер во чело. Меѓу присутните беа и родителите на Дејвид, неговите сестри Джоан и Лин, како и родителите на Викторија, Джеки и Ентони Адамс. Бруклин не се појавува на ниту една фотографија, а не е познато дали тој и неговата сопруга Никола воопшто присуствувале на забавата, пренесуваат странските медиуми. Веќе некое време кружат спекулации за нарушени односи во семејството. Во март беше објавено дека Бруклин наводно бил налутен на брат му Ромео поради тоа што започнал врска со неговата поранешна девојка Ким Тернбул. Дополнително Бруклин и Никола живеат во Лос Анџелес, додека остатокот од семејството се наоѓа во Мајами и Лондон. Пред овие гласини Бруклин важеше за блиска личност со своите браќа и сестра. Во едно интервју од пред неколку години изјави дека му било убаво да порасне со браќа и сестра блиски по години. Познатата македонска пејачка Дина Јашари деновиве го представи својот најнов музички проект, синглот "Градот", кој представува лична и интимна посвета на Скопје. Во оваа емотивна композиција уметницата ги изразува своите чувства кон градот, што ја инспирира и дава творечка енергија. Песната ги отсликува импресиите, сеќавањата и емоциите што Скопје ги буди кај авторката, претворајќи ги во мелодија што резонира со секој што има посебна врска со некој град. Преку својот карактеристичен вокал и стил, Јашари создава атмосфера што истовремено е и носталгична и современа. Градот е достапен на сите дигитални платформи и веќе привлекува внимание од музичките критичари и публиката. Романот "Денот на црвот" од Симона Јовановска е објавен во Хрватска во издание на издавачката куќа Неолит. Превод на хрватски е на Ивица Баковиќ. Ова е трет превод во регионот на наградениот Романа Јовановска, Рома на годината за 2021 година по преводите на бугарски и на српски јазик. За романот "Денот на црвот" хрватскиот издавач Неолит пишува:
Денот на црвот во тмурното расположение на доцната есен ги усложнува и испреплетува ликовите, случувањата и мотивите, доведувајќи го во врска со она што само на изглед е неповрзано. Не би било пишено на почетокот на романот Вели дождовниот црв, откако сосема случајно ќе остане жив. Она што е пишано во овој блескав првенец на Симона Јовановска, овенчан со наградата Роман на годината, во добра мерка е впишано меѓу редовите. Флуидната присутност, но и отсутност, поврзаноста во безбројните можни различни перспективи создаваат мозаик на различни животни приказни во цврста целина, која што долго вибрира во свеста на читателот со секогаш новите релации помеѓу црвот, чавката, киднаперите на собственото семејство и другите ликови кои би можеле да бидеме и ние самите, само кога мозаикот малку поинаку би се пресложил.